Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Така е, верувам дека имате пријатно попладне и дека сте пред ТВ екраните, со оглед на тоа дека веќе добро знаете, се дружиме секој работен ден и почнуваме, нели, по паузата да се вратиме некако со сили, со во нормала, ако може некако така да се каже, но во секој случај адаптирани денеска, што се мислува до содржините, нели, без игрите, без пеење, очекувано, но во секој случај верувам дека ќе биде интересно изданието до самиот крај, затоа што имаме навистина одлични колеги, искусни колеги, со кои што верувам дека ќе начнеме многу теми. Првенствено теми за ДНК и за доживувањето со ДНК, ќе ги споделуваме, верувам ќе излезат интересни ситуации кои што можеби не сте ги спомнале, ќе ми бидат интересни на гледачите. Ќе зборуваме за македонската музика, ќе зборуваме и за условите за пеачите кои што, нели, ги имаат во клубовите и верувам дека дефинитивно ќе има што да се сподели барем од ваша страна, а она што нормално дека на самиот старт ќе го начнеме, ќе го зборуваме, тоа се естрадните новинари. Политичките новинари, нели, секогаш они кои што се во вестите се дел од сите тие ситуации и се она што треба да го пратат, така, но естрадните новинари се во една позиција каде што до вчера, нели, пишувале различни информации позитивни за настапите, за приватно и така натаму, и одеднаш се сведени во една друга ситуација, во еден друг момент каде што треба, нели, да се зборува за најлошото, односно да се пишува за оние кои што до вчера сме, нели, сме се дружеле со оглед на тоа дека естрадата ни е мала, новинарите и фелата се мали, така да сите горе-долу се познаваме многу добро. Малку подолго, непланирано, како извини, но еве ќе те оставам и да ги најавиш гостите и да продолжиме се. Нема проблем. Во размислување, нели, како да продолжиме натаму, ако, како што кажа Нено, може да се продолжи натаму, но мора животот да продолжи, нели? Затоа секако нема да има музика, ниту ќе има игри, но ќе има интересни разговори. Овие двајца луѓе до нас се некои кои што многу одамна ја следат естрадата, зборуваат често луѓето во овој период, нели, по она што ни се случи на сите нам, дека како беше искуството да си новинар во однос на информативна, нели, програма, па како е да си таму и така натаму и така наваму, но и естрадните новинари овој пат има една неблагодарна, да речам, улога во целата оваа ситуација. Да почнеме од денот, како беше, како вие, каде бевте? Само да ме представиме, иако нема потреба. Соња Неделковска и Антонио Димитриевски, за оние кои што не знаат кои ми се гости. Како викаат, фаца ми е пропусница. Нема потреба. Сега нема ајде, нели, да испочитуваме. Да не правиме шеги, не е моментот за тоа. Знаеш како, на дамата ќе дадам предност и на колешката, ти така треба да биде, и не само заради тоа што е дама, и заради тоа што Соња има и веројатно го има и најголемото искуство во однос на тоа да се пишува за нешто што е трагедија. Е колешка новинарка која впрочем е единствената која ја напиша она книга, она биографија за Тоше Проески, и веројатно ја имаше и таа неблагодарна улога да и тие моменти ги сподели. Така што, Соња, ти си тоа што треба да го кажеш, тоа што треба да се каже. Ова веќе го спомна Тоше Проески, за мене најдобриот колега, најдобриот новинар во Македонија. За Антонија зборуваш? За Антонија, да. Не се фалиме се. Да не се фалиме. Кога веќе го спомна Тоше Проески, да, тоа беа најтешките денови во мојот живот и многу пати сум зборувала дека долго време и не сакав ништо да пишувам за него. Тоа беше трагедија за сите нас. Погина еден човек за кој патеше цела Македонија. И цел Балкан. И цел Балкан. Меѓутоа, и одеднаш, сообраќајна несреќа. Но ова што сега се случи, ова е нешто стварно што мислам дека и каменот би се распукал од тага. Од едноставна причина, јас веќе и тоа го напишав како став и коментар. Прво, како човек, граѓанин на оваа земја ми беше многу тешко. Второ, како мајка и плюс како мајка на музичар. И трето, како новинар. Да, тие од информативна програма може да пишуваат и се, меѓутоа, загубата наша, лично,
од Семони што ги изгубија најмилите, но кога зборуваме за новинарство, за губата наша, на Денка, на Сара, на Андреј, неверојатно на сите тие млади луѓе, знаете што се будите са Бајлена, недела беше утре, така? Јас во оваа емисија, кажувам, особено со сопругот кога гостувавме, забранив да не ми известува за кој умрел, кој починал, кој ова, дека не ќам така да ми почне утрото. И тој веќе видел дека се случила трагедија и веднаш се Ана Костоја чувствуваме доста блиска, добил барем информација за Ана дека во ред. И јас не отворив на хрватските сајтови, не отворив на македонските. И кога ми рече дали виде, ја викам што да видам? Па трагедија, каква трагедија? Па вика ДНК и веќе тоа беше јас сум тип кој во тие мигови не може ни солза да пушти нити да врисне. И сега, очекуваш уште одма да имаш повик од редакција да почнеш да пишуваш. И сега кога ќе се сетиш дека со Панчо си разговарал 2-3 недели претходно, прво разговарав за ангажман на свадба кај една моја блиска особа, а после тоа морам да истакнам таа негова големина. 2 недели мислам дека претходно му пиша порака, те молам да израдуваш едно девојче на моја колешка, слави 18 роден ден и да му пратиш видео со среќен роден ден. И не ми прати цел ден, цела вечер, јас се зачудив, знам со кого имам работа. Например, кој да побара некој од мене услуга од некој пеж, јас знам дали тој пеж тоа ќе го заврши, ќе рече немам време, али за Панчо знаев дека во истиот момент ќе реагира. И туку утредента ми стига порака, Сонја, те молам извини, не сум ја видел пораката, вас богужи сум снимил видео и подсека на девојчето се најдобро и се. И кога ти гледаш, само се прашува зошто, Боже, најдобрите и најхуманите личности. И сите тие тамо и тоа беше навистина чувство кое мислам дека мене почна да ми преоѓа во гнев, па напишев едни 2 коментара кои може би беа не се очекува од новинар кој следи забава и социјала и нешто друго такви. И мислам дека денеска беше денот кога се исплакав поради икс ситуација. Да. Се гледа од приложението. Да, од моите подочњаци. Мене веста ме дочека, утрината станувам рано и сабота и недела, во исто време. И со сопругата во неверица, 20-та, знаеш, телефонот прво взимаш, гледаш, си викаш, чекај, тоа се 4, 5, 6 или 56 луѓе, прво беше 51, како беа. Премногу е рано за 7 часот да почнеш да вртиш некому, ама почнеш да ги вртиш социјалните мрежи, кај што кој видел, кој не видел, ама многумина и видели, веќе во половина до 8 часот почнеш да вртиш и телефони по менаџери, по музичари, по тие што знаеш дека може. Може би знаат нешто. Може би знаат. Отворено ќе кажам, го барав Васко Спасовски, кој е и наш колега новинар и сега е тренер менаџер. Сум бил јас и едното и другото. И ми кажа дека е на пат меѓу Кочани и Штип заедно со Лазе Цветковски кој им ги пишува, заедно со Панчо Пешните, дека информацијата е дека Андреј никаде го нема, за другите се предпоставува дека кој вака, кој така, ама за никој никаква потврдена информација. Дека во Кочани им рекле дека такво име нема меѓу повредените во болницата, заправо имало некој со слично па ги измешале, ама не е тоа тој. И дека одат на пат кон Штип да видат таму што се случува. Во меѓувреме вртеле или вртал Васко по некои пријатели кои ги има во Штип меѓу лекарите. И тоа му рекле дека не се сигурни дека и таков човек е тука и по некој време повторно се слушнавме, ми рекоа дека се враќаат за Скопје да проверат во скопските клиники каде што веќе сопругата на Андреј и тргнала да бара и семејството и да ќе ме извести да меѓутоа, за жал, имаше еден момент што го стигна лошите вести. Кога веќе новинари, политичка и ова она, заборави да кажам, првото што која слушнав за трагедијата, им пратив на Андри Панчо порака, мили најмали Господ да ве чува. Бидејќи секогаш постоеше таа, не само јас што бев повозрасна доста од нив, туку и таков беше нашиот однос.
се јавив исто кај Васко, наше дете, само му рекол златно дете, кажи дека си здрав. Сега, во текот на денот веќе почна да стигнуваат информации, бе во контакт со повеќемина и веќе беше сигурна дека Андреј го загубил животот и во тој момент мене ми стигнува 2-3 новинари од политичка редакција, ми праќаат порека: Сонја, те молам, дај ни ги телефонските броеви на Андреј Панчо. И сега јас не можам, сакав да се објави, да кажам, не можеш веќе никогаш да го добиеш Андреј. Не сакам ништо кажам, само го дадов бројот на Панчо. И онака ги имам тие два. Тоа беше и таа непредност него. Побрзо соочување со сето тоа и поголема болка од оние кои например, јас сакам нешто друго да прашам. Дали во медиумите во кои што сте, вама си уредник, нели, некој кој што одлучува, да речеме, што и како ќе биде во женски магазин, веројатно исто така го имаш со сето оној бекграунд што го имаш за себе, можноста да напишеш или да објавиш нешто што мислиш дека треба. Што беше од вас побарано? Што побара од твоите новинари? Побара ли нешто? Во неделата се јави ли некому? Почна сам да пишуваш, да истражуваш, што правиш? Ако ти кажам една работа, нема да ми веруваш. Од 7 часот, како седнав да вртам телефон и седнав и на компјутер. Добра. До 7 часот вечер, 12 часа, јас сам ја покрив. Кај нас, ние сме малку луѓе во редакција и еднаш во месецот му паѓа на секој да биде дежурна сабота недела. Да биде проклета таа сабота и недела, особено таа вечер, никому да не му се повтори. Јас бев дежурниот и не сакав да малтретирам никого од колегите, иако е обичај и е таков договор да кога има воредна состојба се вклучуваат сите и вртиш се едно дали елементарна непогода, што го дае. Две девојки имам, две дами имам, не сакав да ги имаат малички дечиња и не сакав да ги малтретирам, буквално сам го покрив. Да, стресој. Цело време вртев телефонот тука, компјутерот пред мене и тоа. Кај мене во женски магазин истиот ден, значи уредникот Небоша Толевски, Габриела Додева и Ирина Ставрова, значи тоа толку професионално го сработија. Јас бев таа што од дома носев од терен, тоа значи разговарав со Радио Кочани газдата, па пренесов некоја ситуација. Така да во тие мигови нема дежурна, браво Антонио, секоја чест, меѓутоа уредникот и самите тие што беа што се во редакција, веднаш се сплотивме сите како во секој. Се понуди и моите, се понуди и моите. Меѓутоа ние во ниеден момент не сакавме да пишуваме ништо што би наштетило на болката. И Антонио беше и јас бев. Професионализмот, односно новинарството и човечкото. Сега тука се двоиш. Остана во тој момент нема потреба од сензации, нема потреба. Јас знаев за Андреј. Но имаше и сензации, и многу коментари по социјалните мрежи. Непроверени информации. Едно да се разбереме. Новинарски некрофилизам, новинарска хиена никогаш не сум сакал да бидам. Веста мора да биде потврдена, проверена, точна и сигурна. Се работи за живот или смрт. Особено во вакви ситуации. Значи не се работи за тоа дали некој, не знам, се сооблекол во спот или не се сооблекол, дали некој ги покажал градите или градичките. Се работи живот и смрт на луѓе. Семејствата се опрашање, дечиња се опрашање. Тоа се трауми, не можеш ти се па пупу не важи, не било така. Бил, ама не беше жив, бил, не бил жив. Значи, ја имав веста и 10 пати мерев и сечев дали ќе објавам, не објавив, чекав уште некое време, чекав оние ајде да ги речам ја полициски извори да потврдат дека е тоа така, тогаш ја готова беше спакувана, само ја пуштив во оптика. Човечкиот момент беше многу битен, исто и тимот. Феноменално, мислам, во оваа трагедија ти феноменално ги сработи и сите тие што мене ми дадоа простор за тие коментари и простор за она што ја би сакала, ја го ценам моето искуство. Ние бевме и на погрепи кај Сара и кај Андре, новинари. Ние не направивме ни една слика, нити објавивме. Чести на македонските медиуми во голем број, односно бев и јас, ние не видовме фотографија од македонски медиуми. За разлика од овие од соседството, особено од северниот. Мене ми се јави од Србија и ми рекоа да им направам од погребот на Сара фотографии, да.
Ја му викам, знаеш што, по порака, мене душата ми е изгорена. Ние ништо нема да објавуваме. Јас сакам само да го цените, ние имаме правило. Добро, извини, ја ги разбирам нив. Да се случи тоа, и ја ќе барам, тоа е борба за информации. Меѓутоа, овде навистина човечкиот момент на кој инсистираше и Небоша, толе скисано. Не вредат, утре не вредат, ништо не вредат, а штетата е голема која што се прави. Прво се бројни жртви, второ е начинот на кој го загубија животот стравомален, трето е трагедија од невидени размери заради тоа што се тоа деца и на крајот на криштата познати естрадни звезди. И прво од сето тоа нив лично ги познав. И сега нема тоа борба за клик што ќе ме убеди дека треба кликот да биде поважен од сето ова што го зборувам. Сега што ги поставам, да се задржиме на тоа и тоа сакавме малку, нели, да биде дел од муабетов, нели? Некои убави мигови со и генерално видите ДНК вака сега анализирајќи, за жал секогаш, нели, од кога ќе се случат такви работи ги цениме посебно кај нас тие уметници, но од друга страна да си признаеме ДНК беа еден најдобар, не еден од најдобрите, него најдобар бенд изминативе години во Македонија, професионално, со толку ангажмани, со толку хитови, со толку сериозност, си ја работеле. Вака, можам да кажам дека ДНК беа, ова што го зборуваш точно, ако ги трнеме оние од постарата генерација, Меморија, Калиопи, но вие беа присутни секој викенд, Меморија, Калиопи. Не, зборувам за друго. Зборувам дека беа единствените кои покрај овие направија голем концерт во голем простор. Значи, да го наполниш најголемата сала во Македонија, им пошло од рака од македонски, да ги споменавме овие. Значи, покрај, зборувам за последниве години, не зборувам сега пред 20, 30, 50 години што било. И тоа мора да се цени, да им се признае. Настапите по клубовите се во ред, некој ги има помалку, некој ги има повеќе, меѓутоа, знаеш, кога отидеш во мало место ништо не се случува, па и овие што се помалку познати знаат да наполнат, ама Борис Трајковски го наполниш, не е исто. Така што тоа е само зборува за тоа колку беа сакани, познати и популарни. Ма тоа е едниот аспект. Другиот аспект е оној човечкиот. Колку беа луѓе. Така, колку беа луѓе. Панчо и Андреј немаше некаква хуманитарна акција, ма не да има акција, сами си праве акција. Беа иницијатори, ќе видат некаква вест или негде објава или ќе слушнат дека во некое место ќе најдат фирма, една друга да ќе однесат фрижидер, телевизор, ќе однесат храна, ќе однесат облека, ќе однесат се што треба. На крајот на краиштата многу малку луѓе го правеа тоа, не велам дека други немало, Иван се разбира. И конечно, знаеш, особено ме жал за Андреј, на Панчо му посакувам најбрзо што може да се... Сите му посакуваме. А жал ми е за Андреј, затоа што беше една добричина, една племенита душа. Значи, не зборам како музик, зборам како човек. Едно фино воспитано дете со чувство за семејни вредности, со чувство за релации со пријатели, со блиски. Кога сме кај семејните вредности, ќе му должам едно интервју со неговата Јана, така бевме договорени, да го направиме заедничкото интервју. За тие семејни вредности, јас му се јавив, му реков, син ми многу ве сака, Андреј, дали може да дојдеме да ме одржиш едно предавање за музиката, само што почна да студира музичка академија. Сонја, како да не... Плюс дете од Девар, јас сум од тој крај, подросли битуши моите. Еднаш бев и дома кај него со мајка му се запознав и се. Тоа беа оние времења кога со диктафон правевме интервјуа и кога се дружевме, а не сега веќе за нонстоп се допишуваме и сега не знаеме гласот како ни звучи. И го однесов син ми таму, беше пресреќен. Куќа имаше тогаш изградено, после тоа нели се префрлија на друго место. Колку убаво не пречека. Дури јас тогаш дознав дека тој сушност се слуша многу поинаква музика од она, некој сме правеле моабети на интервју и се многу убаво слуша музика која воопшто нема врска со она музика што е со музика на ДНК, така е. И знам дека на Филип многу ми каже, слушај Филип, останавме подолго време, не знам ни колку со син ми зборува, меѓутоа во еден момент ми призна за една песна, кажи ми како без тебе да бидам, како настанала таа песна, ама толку емотивно ја раскажуваш и толку многу, и дури ја запеа од душа. И доаѓа време да ме поканат да бидам ја дел од нивниот документарец.
И мене таа ситуација ми останува во памет и бев многу благодарна што ќе видам како новинар дело документарецот и Димитар ја водеше, мислам, ми земаш интервју. Едно време ми иде мене Андреј како го таа прави сцена, тоа, како таа пее, сцена. кажи ми како, и ја мртва ладно вика на Димитар, знаеш што? Ја не само што знам да глумам, а и што знам да зборам, знам и да пеам, ама знам како Андреј. И тој ми вика, ти знаеш како Андреј? Да. И јас го зидов да брескам, кажи ми како. Сега не очекував дека таа прва сцена ќе влезе во документарецот. И јас додам во Борис Трајковски, ДНК не ми известија. И пушта делови документарецот и ме пушта мене како ја нешто зборам и одеднаш како брескам, кажи ми како, и ечи цела Борис Трајковски и така заврши дело документарецот. Во еден луѓе почна едни да аплодираат, едни да се смеат, ама навистина тоа беше толку многу, јас сега да го повторам тоа нема да можам. И после ми се јави, викам, добро бе деца, што ми направи така, ако тоа ни беше многу драго. Значи, чест покажувам многу и имаше и уште еден момент што ќе го паметам, тоа беше моментот ме поканија да бидам дел од спотот. Ама ќе го раскажеш и другиот дел дома? Да, и многу беше тој, многу сакав да бидам глумица и викам, леле Андреј, Панчо, многу ви благодарам, толку сум среќна. И одам кај сопругот и тој нешто пишуваше и викам, Андреј, Панчо ме поканија да бидам дел од спотот. И тој вика, што? Викам, да. Ти ќе глумиш во нивниот спот? Викам, да. Па ти знаеш ли какви жени има тие во спотот? Какви Ти ги девојки таму? гледаш ли нивните спотови, какви згодни жени, какви девојки? Ја викам, па добро, може би јас сум згодна за нив, ако не сум за тоа. Не ме вика, немој ти тамо кај се појаваш. Пази да не се собликувате во купаџи, во нешто, ама нема шанса ти да видиш дел од нивни, вика, спот. Тоа се такви атрактивни девојки, поинаку се облекува. Викаме, па добро, ти јави се кај Андреј Панчо, карај се зошто мене. И се појави во спотот, навистина. Беше прекрасно снимање и им благодарам што... За срце, така? За срце, да. Бевме 2-3 новинарки, так, 3 новинарки бевме, беа многу познати личности. И со тоа тие сака да го стават акцентот на други, не себе да се едноставно покажа благодарност на медиумите, на спортот, го сака многу спортот, на сите тие луѓе кои нешто им значеле во животот. Пред да кажеш Никубави, само да не ми отиде прашањето, дали како што беше после Тоше и неговото заминување, некако се смени се во однос на естрадата, мислиш дека и после оваа трагедија која што се случи ќе се сменат многу нешто во естрадата македонска? После Тоше естрадата умре, па полека почнавме да оживуваме и тапан помислив дека последниве години се појавата на некои нови деца, нови и од Рокфелата со повторно реактивирање на старите снаги од типот на, не знам, Меморија, Дарио и така натаму. Мислев дека сцена за живо се појавија, не знам, Гиговска, Мартија и така, да не ги именувам. И мислам дека ова ќе биде реприза на тоа и тоа уште потребно. И тоа по мене од два аспекта. Прво, трагедијата е голема и тешко дека некому веќе ќе може да му се свири и да му се пее на тој начин. Ке има секојаш еден отпор, еден страф од стапнување на сцена. Но, тоа и можеби не е нешто што не може да се надмине со тек на времето. Тоа се детски болести кои се јавуваат па се прележуваат. Она што е пострашно ми се чини дека ќе се случи како што се случи во времето на короната. Најголема колатерална штета за време на короната, колку и да се бунеа кафеаните и кафенџиите и локалите и така натаму, ги разбирам, ама затоа после цените пута 5 стана. Од тогаш не се влегува во кафеана. Кафе не се пие, а не друго. Си го наплатија своите. Естрадата не можеш ти ако била 2 евра влезницата, ќе стаиш 3 евра. Не можеш да петоструко да биде. Но не е ни тоа проблемот. Проблемот е со тоа што после ова ќе мора се стаи ред во хаосот. А хаосот е огромен. Клубовите, јас сум го работел тоа 10-12 години, знаете добро. Антони, во твое време беше вака исто? Секогаш било Дива лига. Со тоа што ако е дојдено време се стаи ред заради тоа што цената е превисока, грото од клубовите
еве што ќе му правите на овој, го видовте клубот? Како тоа ти ќе го реновираш? Еве да не изгорел, да бил цел. Што ќе му правиш? Не ги исполнува ни едни стандарди. Ни звучна изолација, ни термичка изолација, ни против што треба го урне и одново да го гради. Мислите дека у Пекчево, Берово, Делчево, не знам, у малите места дека ќе ги рушат и ќе прават одново, дека ќе ги реновираат од темел? Нема. Газдите или ќе ги поднаправат, па нема ги исполнува стандардите за живи свирки, ама има по некој диџеј, ќе се подпушта музика, или ќе го пренасочат својот капитал Или најстрашното казино. Или ќе го пренасочат својот капитал во други бизниси, или ќе ги продадат просторите на крајот на краиштата. И ако сега сме имале 50, 60, 80, 100 места кај што може да се свири, зборувам ноќни клубови, дискотеки и кафулиња, и поголемите кафулиња се настапувани из Македонија, сега ќе имаме со такви стандарди 5, 10, 15. Знаеш, кога ќе доеш на ред да пееш, оти тој што ќе го реновира, направи по сите стандарди, ќе сака одма да ги врати парите. И ќе сака одма да ги вика оние звезди што многу ќе му донесат пари. А македонците ќе чекаат на ред, ако сега си пеел секој месец, сега ќе чекаш 6 месеци или една година да влезеш да пееш. Што е најстрашно. Страната ќе биде, особено оние кои имаат авторски песни. Значи, не зборувам за кафеаните, тие пак ќе профитираат, таму ќе дојдат тројца тамбураши, се седи, нема гужва, нема опасност, нема ништо, или ставил 2 сталка, еден сајзер, една пеачка, повторно И сите дошол за седат. бакшиш, би сакали за тоа да зборуваме, околу регулацијата и така нема. Само реклами сакам да немам, зашто оваа тема сакав обширно да ја фатиме. А негови муабети, имаш некој, барем една да ни раскаже Види, ситуација со ДНК. Имам многу, ја ќе кажам последната наша средба. Нашата последна средба беше на концертот на Елена Карлеуша. ДНК беа пред неа, настапува, беа специјални гости незини и беа и на организаторот и настапува пред неа. И ние се дружевме буквално на генералната проба. Јас дојдов на пробата и останав до крај. И тука беше нашите муабити, нашите разговори, договори, што, како, зашто. Тоа беше нашата, јас го работев пиерот на тој концерт и за нив и за целиот ивент. И тоа беше нашата последна соработка. По тоа ќе го памтам. Андре имаше еден многу специфичен поздрав, морам да го покажам, ќе дојде. И ова ќе ти го направи. Главата ќе ти ја потрена твојата, така се поздравуваш. И по тоа, значи, таа слика, јас стоев на вака еден, конјопој што ги викаме, и ете го доаѓа и го прави тоа. И тоа ми е последната слика од она што сме, не така, има илјадници не зборувам на телевизија и така. Нашето беше во нашава емисија, така? Последно видување со Андре. Панчо одамна сме се виделе, ама ќе се видиме. Така е. Ќе се видиме и во продолжение после рекламите, ќе зборуваме за тоа, нели, и клубовите, и настапите, и што може да се очекува од македонската музика, но за многу кратко, бидете така. Така е, никој како Сунја и Антонио оваа вечер. Да, секогаш ќе бидеме, како да кажам сега и на гледачите, им се обраќам во оваа пригода, нели секогаш ќе има некој кој што ќе забележи, можеби за некоја наша насмевка, можеби некој ќе каже дека сме претирале или вака и онака, но муабетот е дека ние сме луѓе како и сите останати, нели, и ние имаме право да мислиме вака или онака, нели. Кога се двумевме дали и како да продолжиме натаму, нели, муабетот беше што да биде за да има некаква линија која што нема да не направи. Сега го зборевме муабетот на рекламите. Не сакам да бидеме ни хардкор, не сакам да бидеме ни хихихи хахаха и не сме. Мора да се биде реален и да се изнесат фактите, ама и сеќавањата, и спомените, и убавите моменти. А убавите моменти не биле кога сме биле намрштени, намргодени. Сме биле насмејани тогаш. Жал ми е што со тој човек или тие луѓе кои замина не можеме повеќе. Жал ми е што тие деца повеќе нивните насмевки ќе ги нема, ама треба да се каже и отворено да се зборува. Така. Сунја Јас сакам да кажам дека катастрофална е моментална ситуацијата. Во однос на што го зборуваш Прво, ние како новинари немаме што да пишуваме. Искрено да ви кажам, затоа што не сакаме читаноста со такви работи. Не сакаме повеќе да
душите нека им одат на тие што почина во рајот. Не можеме да се јавиме кај ни еден пејач, бенд или музичар, сите се во кома. Да побарате интервју, да нешто изјава или направиш. интервју. Прво ми е срам да им побарам интервју. На вистина, кога сите сега ние тагуваме, а ние мораме да работиме. Да. Многу проекти одложија. Многу концерти, нема Многу концерт кој не е концерти откажан. одложија. Како што беше, барем тие постоја тие тезги, тие кафулиња и се, за да го прехранат своето семејство. Од тие музичари што почина, дел од нив беа единствената потпора на семејството. Дел од нив имаат големи семејни трагедии кои беа тие само носители, односно го носе профитот. Сега си викам, да ова се случеше на никој друг. Панчо и Андрејќи беа првите што ќе покренеа хуманитарна акција да се соберат парите, како што, например, тоа го направија за време на корона. Јас се чудев си към при деца како може да даваат хуманитарно толку колку што имаме, ама да поделиме, знам дека и после тој тие дојде во некој кризен период, па Панчо работеше и други работи, бидејќи немаат тезги и се. Сега, зошто е катастрофално? Прво имате со законот ја штити македонската музика, македонските автори. Меѓутоа, не ја штити како што ја штитат другите земји. Овде во Македонија, радијата и телевизиите се препуштени сами да пуштаат македонски песни кога сакаат. Колку сакаат и кога сакаат и ако сакаат. Значи, јас не можам во оваа држава ти да си медиум, радио и да понудиш програм во кој прв услов ќе ти биде дека нема да пушташ македонска музика, па што обораш ти во Македонија? Па јазикот, песната, тоа е беден. Ја не викам да сме гето, ти пушти и француска, и грчка, и бугарски, како сакаш, но како? Многу е просто. Еве вака, да ви дам пример, сите сте патували на југ, кај јужниот сосед и кај северниот сосед. Што ми ја поминеш северната граница Табанов, се било кој радио сврти, исклучиво домашна српска музика. Забавна, народна, не влегувам во жанр. Хади да влезеш, имаат својата... Македонија, довеле се отидеш, влегуваат грчките станици. Сте забележале? Или до Демир Капија. И од тука натака слушаш само грчка музика. Така ли е? А во Македонија, во Скопје, кај сакаш, сега да пуштиме, еве, да провериме 20 радиостаници, на две ако врти македонска музика, треба сме сретни. Не, треба да е после полнок. И чекај сега, извини Сонја, само нешто да ве прашам обајцата, ама да бидете искрени, онака баш. И добро, до кого е? Еве сега ќе ви кажам Ајде, до кого е Антонио? Има два проблема. Прво Само би сакал малку вака пинг-понг побрзо, со побрзи одговори, затоа што многу темни прашања ни се наметнуваат да бидеме малку. До законот е крај. Ако и јас, број еден, ако досега јас сум ги афирмирала пејачите во овие 30 години моја работа, јас сум се борила и за проблемите на македонската музика. Значи, под иницијатива на Дневник и јас како новинар, да не бидам јас и со договор на пејачите, се врати тој закон на македонска музика. Колку посто треба да... Меѓутоа, некој после го избриша тој закон и склучи некој дел, не знам со кој телевизија, не е битно. За Андреј Панчо, за сите млади и стари музичари и за се она што сум го работела после сите овие настани, јас повторно ќе се борам за македонската музика. Што значи тоа? Институциите да вратат закон за емитување на македонска музика. 60, 70, 90 и небитно. Па да видиме како ќе се однесуваат радиостаниците и се. Ама има еден проблем во сето тоа што го зборуваш. Нема да има проблем. Не, има проблем сега. Проблемот е тајмингот. Значи, да не биде после 3. Не. Така беше по законот треба да влезе и тајминг. Ќе влезе прайм тајм и се каде има нашите деца. Од 12 до 5 саат. Или да биде секоја втора песна. Да, јас кога беше законот. Од после полноќ до 5 саат. Они го почитуваат. Законот се почитува. Сега нема ни Законот се почитува, но се пополнува процентот со пуштање после процент повеќе не постои, го кина процентот. Ова е многу голема. Сакам да кажам, кога беше тој закон, мене ми се евој ми вика, слушај македонска музика од 2 после полноќ до 8. Да, јас го трпев тоа на своји плеќи, верувајте. Не се жалам, сам секој новинар и плукан и се, и ја тоа сум го носила. Меѓутоа, нека се средат овие работи. Дај Боже децата да не озрат што се во странство. Господ да им даде сила на оние што ги изгубиле. Да се врати Панчо.
Јас ќе се борам до последно. На кој начин? Јас не мислам јас. Јас новинарите. Ако се приклучат и другите новинари во ред, ако се приклучат и музичарите, а би требало да се приклучат, знаете што? Нивниот ментален склоп е само да создаваат, тие не знаат закони многу и како и што. И Антонио ги знае. Креативци се нормално уметнички души, ќе се бави сега со... Така е, ама сега тука има и доаѓаме до вториот проблем. Тука сме така, знам Втор проблем се вика институции на системот или институциализирање на проблемот. И пак доаѓаме до системот. Сме доаѓали, ама системот го прават луѓето. Така. Не е некој ги системот пишува за нешто што- апстрактна именка и некој системот. Ама некој ги пишува законите, некој треба да ги спроведува, некој треба да ги контролира. Така, сето тоа луѓе треба да го прават. Но цело време зборуваме дека музичарите сами нема да се борат, нити имаат време, нити имаат можност, нити имаат знаење. Едноставно, ако тоа се стави во рамки на една одредена институција која ќе се занимава со естрадата и нејзините проблеми и закони, дали ќе биде тоа, цел живот им зборувам и на политичари кои ги познавам, и на дел од луѓе од институции. Абе, дајте еден департмент, една канцеларија за естрада во Министерството за култура ли ќе биде. Ама не, здруженијата се во институционални. Зборувам во институциите на системот. Ако имаш ти департмент за естрада каде што 5, 6, 7 луѓе ќе работат на тоа, ќе се занимаваат со проблемите на естрадата, ќе ги решаваат проблемите, ќе учествуваат и придонесуваат во создавањето на закони, на правила и прописи, ќе бидат дел од оние кои ги контролираат тие правила и прописи и тие закони, сосема поинаку. Не само заради ризикот од вакви катастрофи. Милиони изнесува во кеш надвор од државата, луѓе, еден денар, никој данок не плаќа. Мара на рака, пара на рака, мара за рака, парите у джеб, отпеано, отидено преку граница, кај е данокот, кај е државата, кај отидува парите? Не, ама уште нешто сакам само да прашам, сите сме веројатно виновни како медиуми, така? Може да се ставиме. Медиумите се друга. Не, самите новинари, ако влезат во проблемот, како што влагаат во проблемите на една или на друга се партија да не мешам, аз знам многу добро зашто ние естрадните да пишуваме само за Ева вака да биде поставено прашањето. Кога јас растев, во наше време се слушаше се што, но се слушаше и македонска музика. И ја имаше секаде. Значи имаше секаде да отидеш од Студени нозе до не знам кои бендови не. Во тоа време циркулираа, тука сме оделе на свирки и така натаму, секој ден биба додава и така натаму и така наваму. Да. Потоа се случи, имам керка, јавно ќе кажам дека пола од луѓето кои што се наши, да речеме, добри пејачи не ги познава. Заради тоа што нема кај да ги види ниту чуе. Ете тоа е проблемот. Знаеш како, главниот проблем е во тоа што ние не создадовме клима за домашната естрада, а со широко срце ја прифативме и увезовме она што доаѓа од надвор. Странската. И во моје време се слушаше странска музика. Така, ама во сичие време се слушало, така. Апсолутно. Со тоа што, значи, ние сме растели и со Чорба и со Дугме, сме растели и со Deep Purple и со Pink Floyd и со сите други. Ама не значи дека не сме слушали и не сме свиреле македонска музика. Генерално е битна една работа. Ако се воспостават закони во кои медиумите ќе мора да го прават тоа во прайм тајм, ако се отвори, се стават во рамките на институциите проблемите на естрадата и се отвори некаква канцеларија или некаков департмент за она што го збориме, па да се занимаваме да не може секој да пее, секој бифеджија да сврти телефон и да си викне кого сака и како сака, дека мора да има и за колку сака, мора да има рангирање и ценовник, мора да има договор пишан, мора да има платен данок однапред. И откако тие фактори ќе бидат исполнети, откако за тоа ќе биде известена соодветните органи за можните ризици од тој настап, и ќе добие за тоа соодветна дозвола дека тој клуб може да го донесе тој артист, тогаш може да разговараме. Вака дива ли е? Тоа збориме за оние што се странство. Пејачи без разлика. Ај отидете у Германија, отидете да си пеете. У Србија нема да отидеш да пееш. Без договор, без све. Прво кој ќе чукнеш таму на врата, 5 ракетари ќе ти додеш, џечеш мали. Разбираш. Други се приликите. Отиди на медиум, значи и ние сме медиумите криви, не викам. Кој како доаѓа, пеач со камери, се тепаме кој прв ќе му направи интервју, кој со камери ќе го дочека на аеродром или вако.
обидете се да го поминете Табановце. Сум бил и сум пробувал. Ќе отидете на една ДМ телевизија или на еден Пинк и ти кажат појавување на најминорната емисија 10, 20, 30.000 евра. Јас знам кога пишав книгата и кога оде во Србија и во Хрватска, кога го видов тој круг на луѓе со кои се работувал Тоше Пројски, верувајте, од како заврши, почна солзи да ми течат кога ги направив интервјуите и во Хрватска, сами од себе си кам, леле Тоше, колку ти било тешко. Прво самиот однос нивни кон нас како македонци, нека ми проста, сите не сакаат македонците, ние сме добар народ, ама таа висина, тоа гледање се... Има една надменост. А ако судиме по квалитет, нас не фали само добро пакување и добри закони. Ето виж дека поинаку ќе гледаат на нас. Тоа што јазикот е проблем, јас знам, и на србите им е проблем, ако не пеат англиски, нема да успеат во Британија, знаеш, на српски нема да успеат. Голема диаспора и сега ако наблегуваме на тоа, но ние внатрешно треба да се редимираме. Ево што рече, ако треба и ќе волонтираме, да им кажеме, нека не соберат неколку луѓе. На пеачите, еве ти имаш момент кај што имаш пеачи кои што денеска заработува, нели, може да си приушти убав живот и така натаму, затоа што работи. Утре ден не може сето тоа фамилијата да го има, затоа што... Еден несреќен случај, што правиме се со фамилиите? Нити осигурани, нити некакви... Тоа сакам да го издвојам како момент. И тука треба да се регулира и тоа. Спорам за комплетна регулација. Но тоа се институционални проблеми, не се проблеми на естрадата само. Естрадата мора да се институционализира во одредени сегменти. Не да им се меша што ќе пеат и кој жар ќе пеат. Ама она што е, работа ко секоја, така? Така е, осигурен сум, ни плаќа, што не би нема. Така е. Тоа што сите ние сме растеле на вистина со странска музика, меѓутоа јас 92 кога почнав да работам во радио, јавис самата по своја иницијатива во работа во гостивар и полугод, се јавував по сите композитори, оде сама на Макфест да ја форсирам македонската музика. Тоа е внатрешно чувство. Значи, мене не требаше никој да ми каже дали да пуштам со оглед на она што тога се слушаше на радио и така натака. Плюс, имав таа среќа да Бобан и Данијел покојно давало ми се пријатели. И ти ги носеа сите познати бендови што тогаш во дискотеката. Јас многу од нив научив. И за менаџерството, и за македонската музика. Тие не само што носе, многу добро знам какви локали, каде оделе, што правеле. Значи, од сето тоа што сум го научила од нив, што сум научила од Антонио и се, јас комотно можам сега да се понудам на владата да речам, земете ме без пари. Земете не со Антонио, само да ја вратиме македонската музика таму каде што треба. А да им појасниме. На гледачите. Антонија земете ја без пари, Антонио преговара. Какви се платите у владата, ја не без пари. Само вака, да ви кажам, да им појасниме на гледачите. Што значи тоа? Кога се емитува македонска музика во медиуми, медиумот треба да плати определена сума, нели има и некои апаратчиња по колку пати, во здруженија, во ЗАМ. ЗАМ Педивалива и таму. Оттамо, како автори, добиваат пари еднаш годишно. Пара која ќе ја наследат и нивните деца, барем пара сега која ќе ја добијат од ЗАМ. Без разлика што еден автор, како Огнен Неделковски во Хрватска добива 100.000 евра, овде не добива ни 20 пати. Меѓутоа не, сега се регулираат повеќе со новиот председател, дај Боже, Борченечевски. Меѓутоа, таа сума пари можеби ќе им биде сега во овие критични. Верувајте, неколку месеци тие нема да има никаква тезга, ми се чини Антонио и дека тешко дека ќе... Короната. Прво не им пее душата, Ние мораме да збориме зашто сме новинари и да го браниме ставот. Не сите, тезги има, кафеаните ќе работат, ама овие авторските нема да функционираат така лесно. Да ви гостува да зборува за Андри Панчо нема да може. Таква е нашата проклетството на нашата работа. Имаме авторска криза, например. Еве, враќајќи се на хитовите на отпорано, кои што и до ден денеска се вртат и се слушаат и овие нови. Дали може би нашите познати продуценти, автори, така натаму, многу повеќе се насочија оние добрите, повеќе се насочија за работа надвор? Вие слушате хрватската музика, па таа е со години иста. Да.
Во прав си. Значи, тоа е еден затворен, магичен чаурен, кој мислам. Ја не сум убеден дека ние немаме добри песни. Ние имаме и автори и песни. Не сум убеден. Нема кој да ги емитува за да ги слушне публиката. Ево, последниот Макфест или и предпоследниот, последните 2 години, на пример, изфрлија доста хитови, па ти гледаш Паја Килара, гледаш Антонија Гивовска, значи има песни. Има, ама види, у Србија нема 200. Така. Опа, На тој кап извини, терен. тебе ти се падна са. Мене ми се падна да ме спуштат на земја. Стално ме спуштаат кој ќе претерам. Добро. Да. Нема ни таму нешто, со однос на тоа колку е голема државата и колку има авторија, ама генерално имаме доволно за да има интерес. Проблемот е во пласманот и пакувањето. Немаше емисии, Ненад. Значи, правим тајмите... Имаше интернет, каде што можеш да допреш до оние кои што ти требаат, новата генерација, младите. Имаш социјални мрежи. Па види се, за да допреш до младите на емисии, телевизија, младите не гледаат. Тоа го водевме, млади вика, младите не гледаат телевизија. Меѓутоа, се уште е најсилен медиум. Меѓутоа, па сега и нивните тетки, баби, тие може би не идат на концерт. Се дома и може би ке зирнат, нели, во моментов, што се случува на телевизија, но генерално имаме повеќе алатки за да ти можеш да пласираш. Ама ти не прави само музика, кога утрете нема. Кога утрете нема, ја сака и младо и старо, тие не ја направија за деца. Муабетот ми е пеачите више немаат не ни изразуваат интерес за да дојде во емисија да го промовираат спотот. Затоа што вика на YouTube ми е промоцијата. Дозволи затоа што на телевизија, не. Знаеш што е проблемот? Кај е разликата меѓу интернетот и телевизијата? Ти на телевизија имаш можност да селектираш. Така, у емисијава можеш да викнеш 5 македонски изведувачи да пуштиш, а на интернет детето кој ќе отвори се прави само селекција. Цел свет му е на дланка. Овде кој ќе пушти не му е цел свет, него тоа што ти ќе му го понудиш. Ја што ќе му го понудам, она, овој. Кога тој тие овој медиуми ќе се фокусираат на одреден круг изведувачи и ќе тие бидат како се вели цело време тоа што е квалитетно. Така што после и самото дете кој ќе отиде на YouTube нема да оди на странска или на српска музика, па ќе го бара тој истиот што го видел на телевизија. Така. Така мислам, може да грешам. Држи вода, да. Тоа исто и со информациите, нели, повеќе веруваме кога ќе чуеме информацијата на телевизија, отколку да прочитам на... Ама, знаеш, која е селектирана и испакувана информацијата. Да. Леле, отиде времето, знаев. Знаете што е убаво, реков, сега тагата во гневни преоѓа постепено. Да, но убаво е да ги заанализираме сите овие работи. И можеби сега сме најспремни да го кажеме она што долго време сме го молчеле, изиритирани од Спомнавте, сето ова. закони, да, потребни се закони, потребни се и кампањи, и можеби Како беше владени департмент средства. во рамките на Министерство за култура? Да кажеме, или во било кој, за не мора да е култура, ако е за клубовите, може да биде Министерство за транспорт и така, не знам се Но дека треба што... инекција финансиска на македонската музика и треба. Види, не е само у финансиите, и треба простор. Значи, по мене е побитен да и се даде терен за игра, отколку и за пласман подочно. Знаеш, да ставиш у излог, да видат. Ако ја чуеш у магазин, најдобра да е, никој нема да се чуе. спакува некако. Како да ти кажам? Не навлегам се у женови, секој го нуди тоа што најдобро знае да го направи и да го спакува у песна. А каква е песната, некој знае да направи подобро, некој не знае, некој конечно, знаеш. Па тие што се сами ќе се селектираат, ама селекцијата за првично покажување ти ги ставаш у излог, па од излогот сите нема да ги купат, ќе купат некој ќе останат во излог, па ќе дадат на распродажба. Мислите дека во овој муабет сега овие, ако некој помлад не гледа, вика што зборуваат овие, каква македонска музика, што се собрале? Дали е такво чувството или можеби дека сите ние треба многу повеќе да зборуваме на оваа тема за некои работи да се поместат? Мислам дека идентитетот, јазикот, заштитата треба да е токму преку музика, меѓу другото. Да, треба да е Што е идентитет? Дефиниција за нација што е? Обичај, песна, како се игрите, танците. Мислам дека секој млад би го интересирало и би требало да знае што е идентитет на еден народ. За жал што овде се изместени вредности, па многу повеќе ќе ти зборуваат на англиски отколку на македонски. Што ја многу лошо. Ги цениме оние кои што ги немаме и ги цениме. Мора да се почитува и мора младите да ги воспитуваме да го почитуваат своето. Морам да ве пресечам, реклами, па се враќаме назад. Реклами, така е. Да, имаме само 2 минути. Она што го спомена се двата коментари твои на Женски магазин.
Ќе ја кренам главата горе и ќе испијам чаша за тебе кога нема да се чувствувам како морон од идиократија. Кога ќе биде тоа? Да, се чувствам како морон поради таа трагедија. Деца одат на забава, музичари одат да свират, да им го понудат најдоброто, да си поминат една незаборавна ноќ. Како кога сум била ја млада. И одеднаш го губат животот сите музичари, деца и све. И јас во тој момент навистина се почувствав како идиот. Прво сватив каде живеам. Не дека не сум сватила дека живеам во држава без закони, без закони. Тоа може да се случи само ако некој не ги почитува законите. Се зборам во тој сегмент само. Добро. Верувам и почна више да се менува барем во тој сегмент. Но кога сето тоа ќе се смени, кога ова што го зборевме како да сме на топ 10, тоа јас се извинувам ако бев и на моменти. Тогаш нема да се чувствам како морон од причина што барем е нешто средено во државата. Ете тој процент, затоа реков во име на Андреј Панчо, во име на сите музичари ќе се борам до крај. Господ да ми даде здраве за македонската музика. И ако успеам со моите текстови и со помош на другите колеги, барем тоа да го средам, барем кога музичарите ќе одат ќе бидат заштитени од секој, во секој поглед, од секој аспект, затоа што верувајте, правев муабет со нив. Никој не се сетил да праша во какви услови, дали има машина за ова, веруваат на системот. Исто како што ја сум верувала, дури во еден момент си реков, Боже, дали сум ја виновна што никогаш не пишува во какви услови пеат пеачите. Така е, уште Тоа е Антонио, веќе само опширна тема, друга уште една работа. реченица и завршуваме. И можеш со една реченица кога ќе можеме да дигнеме чаши? Мислиш ова ќе трае долго? Може би нема да трае толку долго колку што беше оној застој со короната, ама ќе трае многу подолго отколку што траеше короната, зашто на секое дигање чаша раката на половина пат ќе ни застане заради горчината што треба да ја испиеме, исто толку која има во таа чаша колку што ќе има слад. Ви благодариме. Се гледаме утре, 17:15, бидете со нас и останете понатаму на Телма.